Саше, от пред короната не сме си овака и ти седнале, все по кафчите си пиеме кафенци. Не сме само така накратко се гледам. Да, накратко се, така сега да те поканам да видиш малко дело до и сериал ще го правиме. Не ради друго, ради то ще има много новитети кај тебе. Има, да. Еден от новитетите на мен ще ми се допадна, що очекувах много по-рано да направиш, ти го направи пред, мисля, месец пол два негде. Скорашно, да. Да, оркестър Сашо Велков. Да, точно. Причината. Причина. Има, да не кажам сега, има може много повеќе. Најважното е тоа што јас посегнав по таа да го створам тоа, да го направам. Јас го имав тоа замислено, може и малку порано. Ама не можеш од дримтимо да излезеш. Па, сега не конкретно дека не можев, али нели се оставаме, ајде, денеска, утре, мада неко тие работи, мисля, може и не треба така да се случуват, да се дешават. Ама ете, значи, дојде време, направи го тој чекор, иако пак, значи, ќе кажам дека требаше малку поранко тоа да се деси, ради што мислам ќе имаме, нели, и повеќе време, и да кажеме сега, доколку сум на некое ниво, може би пред 3-4 години, ќе е требало, како сум сега на овај левел, да бидеме тогај. Сакам да кажам дека ќе добиевме малку време. Али нели што викат, нели постарите, никој пат не е доста. Не е доцна, значи тоа што сакаш да го направиш, мада не знам сега колку е тоа, висна ти си малку и постар, дали е точно тоа така. Демек како е, нели, ако се работи за добар убав потек, демек никој пат не е касно. Кога се направи, со добра мисла да е, нека се почне убаво, за тоа не е касно. И баш ми мило што после ќе ми кажеш кои се членови на тоа друштво, на мој пријател, че гледам уклучилци тамо. Давид Велков там свири нешто, гледам. Он ми е добро пријателче. Вие сте сега много близки, ја тука не навлегувам, да. Значи, замислата моја точно е дека беше упреди, значи, и он сега, не ајде да не кажам како прав од члените да ми е бил во предвид, али секако, значи, рачунав на него, пошто веќе, нели, не и годините си мина, да, он е доста напред. Мислам, за неговите квалитети нема што да дискутираме, да кажем, едноставно можам да кажам дека е одличен. Он е одличен, од тоа што го прави, што го работи, доста вложува труд, доста вежба и едноставно јас за него викам, он е голем фанатик, значи ако он реши нешто, се зафате да го навежба или да го направи, значи тука нема промашај, он го прави. И тоа ме радува што е, ја секој пат викам, наша крв, нели? Едноставно, човек треба да има таков нерв, поготово, може и за секоја работа, нели, општо. Ама тоа си добро за лозата, си добро. Да, али, значи, поготово музиката, добро е што, нели, генетски сме такви, тоа што се вика, ти си постари, го знаеш добро, и татко ми, и мојата, нели, фамилија, семејство. Ке се врнам ја малку на тоа таму, да, и ја, гледајќи го сега него, у таа сфера како он гази добро, јас одма го враќам филмо и одма тука гледајучи себе Оливер како пеше. Опрости ми папе, гледам тоа, гледајучи себе. И го гледам тоа како и си викам, значи сето тоа дали тоа на мене ми го е вбризгал татко ми, нели, што викаме, и од Бога такви создани, јас го гледам сега него и едноставно ме потсеќа многу на мене. Па ја да ти кажам, прв пат го Давид запознан на еден патронат тука, у Кирил Методи, свирише на армоник. Така ми се, дето, ја те знам тебе, од маленко те знам, сега ќе се врнеме малко, викам ти на тие почетоци повеќе, за да завршиме со новиот првосостав. Не го гледај го и викам, чио детенце, викам, гледам, има талент многу за свирење там. Иде ми кажа, викам, на Сашо Велков, викам, натам не кажувајте тоа ген, ако си има тоа дете ке си тера. И ја баш така си едно време размислувах, викам, го почнате заедно да свирите. Особено те на короната давахте некои ора там што ги снимате на Фейсбук, имате повеќе време и гледам го како те прате, па после ти како го прате, значи он е веќе ухода. Дишеме заедно. Да, диште заедно. Освен него, кои се други членове там у групата? Колку души бројете вие? 7 души. 7 души. Ние сме 7. Најстариот член, значи, во групата и да не кажам еден од темелите и
нели у секој состав сепак ти треба едно лице на кој да не кажам Ќе се подпираш. ќе се ослониш. Да. Тоа е Стојанче Иванов од Велес, инаку за него можам кратко да кажам дека со него се знам уште од деца, од Црногорска, он е клавиатури. Инаку е од Велес, значи со него едноставно сме како едно. Толку добро се знаеме, многу се почитуваме меѓу себе и што е најважно. Па мислам дека е тоа најважно. Да, ја искрено ти кажам ко бев се, ајде да не кажам помал, се ми беше на подеден или на прво и комуникацијата со колеги, со зборам значи на ниво на музичко ниво, сакав само или да биде добро да свири, значи да свири добро у секој поглед, другите работи како да не ми беа важни. Сега годините нели се го прават своето, едноставно сега овај пат, значи стварно решив да гледам и со кој ќе си имам работа. Не е зборот да кажам дека претходно со старата група бевме многу блиски, значи. Сите бевме блиски, сите бевме... Додека малку не пукна тиквата, де? Па, апсолутно, тоа секој пат кај нас се така решава. Па, значи, не сакам да кажам дека бевме многу блиски. Да. Сега, значи, овај пат, едноставно гледав да одберам прво како луѓе, но претежно нели сакав барем дел од нив да ги познавам. Хемија да имаш околу. И хемија, да, апсолутно. Хемијата најважно. И сега за толку кратко време, ќе ги кажам, мислам ви само бегам од темата и другите членови на време, значи твојот другар и пријател млад Давид Велков, значи втора хармоника, за сега втора ќе кажам, натаму треба да биде прва. И значи Стојанче Иванов, имам двајца одлични помлади вокали, имаме една девојка, она си е од Росоман. Значи, па не можам да избегам од тај тиквишки крај тамо дел, значи мора да има некој од тамо. Девојчето е Јасмина Атанасова, она е одличен вокал, инаку со завршена средна музичка школа, сега е веќе на факултет у Скопје и одличен талент, така што имав прилика да ги запознавам, а дечкото се вика Мартин, он е од Велешко, од Чашка. Они се доста млади и значи тоа едноставно овај пат ми се... Ако и не има афирмација ово? Па тоа сакам дека... Да, апсолутно. Да бидеме реални малку, ќе ти упаднам овето. Да бидеме реални. Сашко Велков е, зборам ми и презиме. Ја не случајно те покани да малку да поразговараме на оваа тема. Отиди си Кочански амбасадор за мен за музиката надвор. Кочани го знаат, многу души се го... Што не се чули за Кочани, преку Сашо Велков се чули за Кочани. Значи, доволно е да отвориш тоа, што е там како се викат тие на фејсбуци там. Да, и да знаеш Сашо Велков, да видиш там и одма од дека што е, како е, пиш си град на Оризонт, тие работи. Значи, луѓето запознаваат, ти си амбасадор. Јас за тоа те покани. Тие дечки што ги ти спомна од Чешка, и од Росома, момичката 20 вокали, тие преку тебе ќе напредуваат напред. Јас сум убеден 100% дека ќе напредуваат. И они не случајно се прифанали да бидат. Да, и за краток период се гледа тоа што сега ти го кажа. Другите, значи, имаме едно бумјарче, исто така младо, одличен талент, добар. Он си е од Кочани Кочанче, Јанко. Едно фино, послушно дете, стварно воспитано домашно воспитање. Па интересна работа што и дувачец, значи да не го забравам, Иванче од Штип. Он е 3-4 години разлика со Давид. Бубњаро, кој се вика, не те чу? Јанко. Да, од Кочани. Значи екипата е таа. Сакам да кажам, ние сега за овај краток период, за овие неколку проби што одржавме. Еве да кажам, сега успеавме. Гледам, ставаш на Facebook. Појавиме се и 2-3 пати на емисијата Folk Jukebox, значи на македонската телевизија, со сепак нели еден вид предизвик и за сега добро газеме таму и едноставно за кратко време ние сме веќе приметени, зборам ние како множина, како група, не јас како единка. Сакам да кажам дека има и добри, позитивни и статуси постои околу нас, околу целата група. Шо ви план да правите со групата? Сега ние, значи... Свадби, свирки, обавезно, тие се си обавезно, бидејќи тоа е вид екзистенција. Да. Значи, да не кажам најповеќе за свадби или за секакви вид на веселби, да. Ради тоа е составена групата и
направивме така, отприлика некој концепт, да видиме што највеќе, нели, што е приоритетно со тие видеозаписи, видеоснимки, инструментални песни, авторски, фестивали, некои тоа, значи да не ја спомнувам таа процедура која е уобичаена и така вообичаена, извини. И сакам да кажам за таа хемија и таа хармонија за толку краток период, некој се одма осети. И ги гледам децата едноставно. Имате елан за работа. И тоа голем. Гледа се на нив тоа и ја и викам другари да се разбере, значи јас у овај момент, нели сепак на оваа моја возраст, може би и го повлеков малку потешкиот. Или го одбрав потешкиот правец, што едноставно нема да ми биде лесно, јас свесно знам и точно и така ќе биде. Ама некако од друга страна, знаеш, и викам, осеќам и гледам дека мозокот и главата на мене ми дишат, значи едноставно позитивно и убаво. И тоа ми е стварно кеф, што се така собравме и гледам дека има една хармонија, едноставно за сега ние сме одлични, тоа сакам да кажам. Слушай, ја и ти се знаеме многу давно едно време, како се кажеш, кога седевме овие у кафичите таму, ајде да кажем по наше кафичи, модерно кафулиња. Правиле сме обет на некои теми. Тоа беше негде 90-та година. Мислам, тога е твојот прв успех постигнат. 90-та година. Преска ти кажах преди кога се видоме, со татко ти Боцо ќе спомнам, еден од изгорените навивачи на кучанска спорт како мене и он. Бога ми, да. Од Сабајле до вече кмишихме тука, кмишихме тука од Сабајле до вече по тоа игралиште, ракомет ле сакаш, кошарка. Ама пцуваш, пак е пцуване, тоа такво е време. Сеќавам се убаво, стварно. И он тоа негде, јас сеќавам се 90-та година негде, тоа е пред распадот на Југославија, дали беше 80-та, ама после видов дека, значи, врна меморија некои така и што прилиста нешто што имам там, дека 90-та година, изгледаме тука имаше борење. Он нешто Боцо се замислил, викам, што си се замислил, сега ни пцуваш ништо, викам, а он да не вика, баш го веќе млада невеста, да не вика он на трибините, тоа е чудно малку. Ти знаја се кои се тие што викат, имаше ги некои души. И он вика, знаеш што, сино го прати, а ти од маленко свиреше на хармоника, многу му желба беше да успееш. Вика, прати го, ојде, на прва хармоника, така се викаше, мислам, тоа изборот, тоа беше у Сокобања. Вика, учествува тамо, денеска баш ке свире, не знам што ќе направи, така ми иде некако на душата, тешкотија, вика, многу сакам да успее. Нека земе едно од првите 3 места, ама нека успее. И утре дента, горе се негде сретнаме тамо на кај центар и на мено таму вика, прво место. И тогај, мислам ти како детенце малку го сврте вниманието укочени дека има еден хармоникаш, млад дечко. После твој развоен пат оде со групата на Стево Тодосиевски, ако не се лашам. Значи, јас... Ај прво кажи ми како беше амбиентот у Сокобања. Баш ме интересира тоа, не го знам. Не сме правили на таа тема, мога тоа. Амбиентот е искрено ти кажам, добро, мислам јас, нели сега подсвесно целиот филм ми е пред очи и се сеќавам. Позорницата, значи таа бина е доста популарна и позната сега, секој што е бил у Сокобања ја знае, се викаше Врело. Значи сакам да кажам, зборот е, значи кога ќе настапиш на Врело таму, значи тоа беше навистина доживување. И тоа преголемо доживување. Преголемо, значи тука нема како да зборови да се опише сето тоа. Тука знае да има публика у тај период, значи кога се одржуваше тоа. Ја, ако не се лажам, мислам дека да не погрешам само. Значи до распадот на Југославија 91-а, мислам дека беа околу 47, 8 или 9 години. Значи, ако сега се врнеме назад, значи од 90 значи некаде, од 50 година ли е почнало, значи прва хармоника Сокобања, значи на ниво на државно ниво на југословенско тогај. Значи тај фестивал е повеќе од 45 години стар. Сакам да кажам, јас сум вториот македонец кој на тоа државно ниво зема прво место во сениорска конкуренција, од кој значи ќе се навратам и 3-4 години назад, 86-та година јас исто земав у Сокобања прво место, но у категорија на млади јуниори.
Сеќавам се после тоа 87-ма, пак ојдоме со татко ми, он ми беше десна рака. Менаджер. За баш менаджер. Тука земав една година на напред, значи во стари јуниори, второ место, а една интересна анекдота сега ќе ти спомнам за тие 2 години, 86 и 7. Во конкуренција бевме до ден денеска и сме у контакт со еден мој колега, еден одличен човек, Мохамед Шехич. Он е Босанец, од Босна, да. Интересно беше што 86-та, кој јас имам прво место у категорија на млади јуниори, он зима второ. 87-ма само си ги заменуваме местата. Он прво? Конкуренција немавме, значи он прво, ја второ. Што се случува натаму 88-ма, на мене, значи, немав јас години да настапам у сениорска конкуренција. Значи, без полнолетство, 18 години, како сениор не можеш да настапиш. И затоа 88 година ја паузирав, ојдов војска, значи, септември у Титово Ужице, и како војник, значи, јас се пријавив да учествуваш. Да учествувам како сениор. И, значи, прво па Машко, значи, имав многу колеги, сеќавам тој период, значи, по 4-5 години, 6, па некои и повеќе години одеа како сениори, па беше тешко да се земе на прво место, а јас за прв пат, прва година у сениорска конкуренција, прв. Знаеш, ние малку тука не сме научени укочени на некои работи, па и така младите, да тај период многу гитара свириш по кочени. Знаеш дека имаше и групи и такви, што свирија по парковето се свириш и гитари, по ратавите, да кажеме, акции имаше некои работни акции, да. И тоа беше малку чудно за армоника. Одека на тебе, кој ти го упил крвта армониката и кој ти го први инструмент да те открие? Ја сега имаше една прилика, не знам на кој спомнав и на кој кажав, значи, да, сега сетив се. Значи, до пред некој ден бевме на Сител телевизија, на утринска програма, и Стојанче, од техничка страна, нема услови за да се приклучи синтесайзер. Јас армоника, Давид нешто ми беше зафатен, не придружи. И на Стојанче му викам, он инако чука многу добро тарабука. И вика, брат, вика да ја земам тарабуката. И јас му викам, викам, со тарабука ли ќе имаме? Вика, по-добро е, вика, инако па јас сакав да му кажам, свире добро и армоника. Одличен е. Значи, многу голем талент. Викам, слушај, ако не ќе ја земам на Давид армониката, одеме заедно. И тоа са бајле, у 9 требаше тамо да бидеме. Тоа за мене беше шок. Инако ја пред 10 по 11 не знам кој изгледа градот. И вика, ќе ја земам тарабуката од еден братучет, вика, има многу добра професионална тарабука. И сакам да ти кажам, тука баб, лево, десно, направивме една одлична емисија, супер, баш пред некој ден и водителката Тања ми пушти линк да ја гледам. И тука случајно спомнав дека мојот прв инструмент е тарабук. А како ли, значи, знаеш ти не старата наша куќа, ја до денеска викам тука кај остана ми дека кај Чеплено. И така се вика. Така се вика за Чеплено, па за Чеплено така се вика раскрсницата кај Чеплено. И значи секој сега воко ќе огледа у Германија. Знаеш што, има пиштоли да пука. Ама така беше стварно и до денеска јас, значи, локацијата си вика, така да кажуваме Чеплено. И што ми беше поентата, значи, Сабајле, сеќавам се и баш тоа онај пат го спомнав, интересна е таа случка и анекдота. У 5 саат до Сабајле, знам, радио Скопје почнуваа со некоја македонска музика, староградска македонска песна, Виолета Томовска, Кирил Манчевски, Кочо Петровски, Стево Теозиевски. И ја како малечок, на татко ми, така му изјава беше аларм уклучен. У 5 саато, ама и он си беше болен по музика. Да. И Саато, будилнико. И уклучи се музика и ја ни 5 ни 6 како мало разбудам се, слушам и одма само на прозоро, на джама. И си чукам по музиката. Ама чукам тоа чудно, некој по ритам. И он приметил тука, вика, ово дете, на мајка ми вика, ово дете, вика, нешто има. Ајде днешка 2 пати, 3 пати тамо некој месец спомене,
сеќавам се некоја дали од пазарот на земјаната работа, таму со оние некои кожи таму, знам дека неквалитетни, ама сеќавам се како дете ми ја купи. И со неа лека по лека. Почнав си како Армониката. тарабука. Добро, армониката. Армониката после тоа, Утитоти на тебе животниот пат цел со армоника. искрена бидам, јас стварно не се сеќавам дали е моја желба било, дали е стриктно за армониката, дали сега ќе ти кажам, и првата армоника јас се сеќавам од која купиме. Првата армоника е од Чичо Мигоше, на татко ми брат. И Молеро што беше. Така, значи од него купивме една црвена малецка армоничка. И знам, сега малку ми умагла, дали јас пред армониката имав една малецка усна армоника. Тие едни, ја не знам, може многу и од младите не ни знаат како изгледаат тие. Имав после една професионална со клавиатура како на армониката, знаеш. Али се дуваше. Али, значи, имаше дирки како армоника. Јас пред таа сеќавам се имав една зеленка со едни дугменца, значи, ни приближно не беа како клавиатура, него со едни маленки коцкички, како дирки. Значи, они беа како... Да, има ги, сега ги имат. Ја не знам сега дали има такви. Има. Ја чувам на внуку му да дува. Ја прво почнав, значи, на таква усна армоничка. После таа, значи, татко ми виде дека имам некој талент. И, значи, дали на тај основ ние од Чичо ми ја земаме поленка армоника. Јас се сеќавам дека немав ја, мислам, малечок бев. Немав сила да ја растрегам. Што беше колку 5 години, 6 години, 6 години, да. И И татко ми сеќавам се, ако ќе земев да вежбам на неа, и он ја држеше, а ја до него ќе седнам, да, и он растрега, а ја полека, тон по тон. И интересен беше начинот на првите песни. Он беше многу музикален, а не знаеше да свири. И знам првата песна, ајде бегаме Моривасе, лажи вери, и он, знаеш, вика, ајде бегаме Моривасе, и он пее. И он пее со на. И вика, на. И тражи ги тоновите. И, како да ти кажам, многу интересна работа, лаички, почнавме со помош на него, ја да тражам тоновите по слух и да учам. Значи бил си талент. Да. Посебен кој период те воде кај оркестар на Стева Кај Тодосиевски? Есме и Стева веќе тука, сеќавам се морам да ја спомнам свадбата. Знаеш зашо те праша? Извини сега. Да, повеќе. Што ќе те пригам? Знаеш што? Пред некој месец кој беше ти у Белград. Беше се сликал на една куќа. На тоа место на куќата е била куќата на Стево и на Есма Јако што се не на тоа место, него и куќата е таа, уште е таа. Големата куќа. Да. Наму ти ние, јас 68 година, беме на татко ми еден пријател голем од Кочани, тај што ми направи тоа болеста да ми е спорто, Кирил Лотев, ќе споменам, Бог да просте. Он ме одведе да гледам Бразил и Југославија, и ме за 68 25 јуни, и ме зачлени од Звезда и го чекакме на Стево, брат му Јоцо, да дојде од Загреб. Беа се договориле тогај да се чекат у хотел Албанија. Тоа е хотел на Теразија што беше. Која година викаш? 68 на Теразија. Тоа е многу давно. И они беа негде на турнеја, ние кај ни спаме. Он имаше клучоцо, спаме таму, утре ден тој доме, гледаме утакмицата и врнаме се. И знам дека тоа беше еден ексклузивен дел, там Цуне Гојковиќ, мислам дека имаше сите беа таму. Не, Цуне беше под еден кров, значи... И за тоа сакам да те прашам, тоа ме натера да те прашам сега за кога си почнал со Стево. Да ти кажам, искрено, кожата ми се нажија ние онај пат себе, зборуваме онај пат ко бевме на Јулино брдо, а седеме тука, јас, Давид и Иван, другарчето наше, што е келнер у Амур, он е моја десна рака и секаде дека одеме, он не придружува обавезно. Он е жртва. Иван Михајлов. Морам да го пофалам. Да. Ама денеска му е роѓен, па? Преска ме вика да дојдеш, вика да част. Викам ќе дојдам. Аз спомнав му дека сме нели на интервју тука кај тебе. Интересна беше случката, а ќе се навратам, значи кога стартував кај нив. И пиеме кафе тука Кнез Михајлов, мислам тоа е тамо да се преродиш. Толку, крај, точка. И не знам дали од тоа време некој интересно е Белград си го сеќаме како, не знам, стварно на тега. Ја те качествувам. Ја у Белград гледајќи такмици на Звезда имам да стана потрошено бе, брачи.
Кажувал си, знам и тоа. И јас сум вакциниран бил од тоа. И викат, мајсторе, дека беше, вика, на куќата на Стево Несме. Викам, памтам, Јолино брдо, тука Баново брдо, Јолино брдо, а Давито накал ладнокрвно тоа телефончето нешто. Се беше Пожичка или како се учи таа улицка, неко... По улицата, со Тони Кумо онај пат од Генек 7 и он ми ја кажа, ја улицата, мислам, број 51, Добро. а улицата, да ти кажам, па некако подсесто, па не ја памтам. Не знам зашо. Добро. И Тони ми ја спомна улицата онај пат, они скоро се ја било, он па има таму еден негов пријател, другар и пушта ми една слика, они се комшии куќата до на Есме и Цуне. И ми праќа слика онај пат, вика, гледаш и дека сум, викам, викам, повек. И сега да ти кажам, Давид вика, а додека ја и Иван збореме, а он ја проверил на GPS да види колку сме далеко од центарот до кај А сме. тоа е близо. Па некои 5,5-6 километра од прилика. Да. Вика, тато, вика, дојдеме не, вика, пред да се оде, вика, да, вика. Викам, глеј, никој пат не ми е дојдело на памет ум да тркнам да видам. Шо, како биде, викам, слушај, терами, и Иван, вика, деде, чуеме, вика, не зафркави, чуеме да видам. Подкопате тоа. Подкопане, да. Знам. И да Верувам. ти кажам, леле, дов, да не те излажам од прв пат, знаеш, После толку време. после толку години. Точно ја најдов куќата, али со мала некоја резерва. И тука баш помина еден Мислам и двое пријател дека познал оверба ме тоа, и викам, извините, викам да ја прашам, викам, тоа е нели куќата, вика, да, и ништо, па тука со него му обед, па ми спомна за мајка му и жова, значи тука ја проникна на мене, кожата ми се одра. И ко видов тука над куќата, тука и тоа, гаражата тука, значи целата слика, а одма над гаражата горе имаше 2 спални, а лево таа спална, гледајќи овака пред тебе сликата, беше мојта спална. И јас, значи, ја тука ден ноќ вежбав и кој ја погледнав на нагоре, кој ја видов, ја рекна да плача, не може да ме смират. Не биде, не може. Тоа се емоции, тоа не може да се сопре. Викам, ја не, Тоа не е режија, тоа е тука внатрешно. комшии почнаа да изгледат од озгоре, од така почнаа да гледат, викат и шо се дешава, шо му е на човекот. Значи, Давид и Иван не можеа да ме смират, На не бива. човекот му е тоа. И за Стево. Значи, за Стево, морам да ја спомнам тука интересна случка, меѓу нас веќе не е покоен Бубо Теодосиев, Да, на брат му и оцо син му. на Постарио. на Вацо. На Вацо брат. Значи, на него свадбата и Магделена, точно тај период Стево, дали е сега бил на некоја турнија, а не се точно сеќавам. Вацо, мислам, тие работи може и од село повеќе ги памти од мене. И тука е првата случка што татко и мене ме запознава со Стево точно на свадбата на Бого и на Магделена. Сеќавам се како мал, тука у парко, Стево и Есма делат автограми оново, а на гужва татко ми не можеше да се пробие до Стево да дојде до него да ме запознае. И гужва и некој ти вика му магла ми филма, а убаво памтам, и некако дојдеме до него у таа бутканица лево десно, вика, бате Стево, вика, јас сум комшија, вика, на нив ги вика, нели, чудотворци ли, така ли, така е, мислам, од дедо ми Спиро. И вика, да те запознавам, ово е моје детенце, свира армоник. И знам дека тука кратко неко се видовме и вика, дали ќе можеш, кога можеш да одвоиш 5 минути само да го слушнеш. И така беше првиот контакт. Након еден ден или 2 дена, знам дека Стево дојде кај нас на гости, со Есма заедно, убаво се сеќавам. И Почна да свириш ти. И една многу интересна случка друга. На самата вечер, кога пробам, они беа кај нас на гости едно 2-3 сати и он тука доша, мене ме протресе. Шо знам, како знам. На него му беше, јас памтам убаво, не како свирам, колку сум ја музикален, он ми нешто покажуваше тука, јас да види како сваќам. Стево работеше на посебен терк. И зборот ми беше, ко заврши, они си ојдеа таа вечер, нели тука кај нас спортската сала, тука борење кошакарите, тренира ново, јако дете, со Тони Борекчијата. Добро. После тоа, ојдовме со спортската сала тука, играме нешто топка, кошарка, нешто се бореме, и баш оваа случка, кога одеме за Италија, ние
минеме, значи кај Тони Боричија да напоедем Борек, заедно со Иван, и одеме за Кастел Фидардо, Анкона, у Италија. То беше Лани. Да. Лани, овај ден, па Види имаше сега, слики, па Тони, пази како Тони се- Арсов, мислам дека се прозива. Да, Нели, Арсов. он у Лјубљана сега се Тамо е, да. И тонката. гледај сега коинциденција како се поклапат Работите. работите. И значи викам ти на Иван родеден, минеме прв пат ја кај Тони, а пуштаме една слика тука на една бензинска тука хрватска, не знам точно дека беме, 2-3 сати од прилика пред Лјубљана. Тони тети го одма пише вика Саше братче вика ќе ве чекам ново. Тони дека се вика чекај полека да видиме дека сме колку имаме пат до Лјубљана ново. Многу интересно, викам ти работа, како се сите работи поврзани некако и со Тони. Ајде натаму, па назад сега, ко бевме на овај пив фестивал со Давид, тоа е една посебна случка и што поминавме прекрасно, бевме поканети од фирмата Сива Фили, кој јас ја застапувам сега, воедно сега и Давид, веќе иста армоника има таква, поминавме многу убаво, ајде пак го посетиме Тони, па назад, и сега да ти И кажам... кај Стево, како биде натаму кај Стево, ментисира ти таму колку време помина кај него? Бев, па некои 2-2,5 години. Добро. Тука убаво мислам што спомнавме за школата на Стево и Есма ансамбл Теодосиевски. Тука јас веќе може да кажам за мене дека запливав у тие малку попрофесионални води у музичката сфера. Што сакам да кажам? Ако нешто научив у тие 2 години, 2,5 години, научив дека колку треба внимание да се посвети на инструмент и колку работа треба. Значи, тоа ми е до ден денеска држа влага кај мене за тие 2 години, 2,5 што научив дека треба да се вежба максимално повеќе колку што можеш. Имаше еден врвен голем мајстор на армоника и го прашаа на некоја Јовица Петковиќ, ќе го спомнам. Он е можеби со Стево, предпоставувам сега дали е помлад таа генерација, отприлика еден од врвните мајстори југословенски. Значи, прашаат го колку вежбаш, па вика вежбам 2 сата, 3, паузи ќе направам ако нели сум гладен, ово, и вика па 2-3 сати, и после тоа вика што правиш? Па вика после тоа па 2-3 сати и после тоа па 2-3, сака да каже дека вежба по 5-16 сати, нема. Тоа е тоа. Сега тука има една интересна случка со Стево Теодосиевски со татко ми. Татко ми уште тога и мислам си имаше еден филм у главата да си продолжев јас со нижото музичко школа. Јас одев веќе кај нас. И само што се запишав тука некаде, ја бев 5 оделение отприлика, мада и тука ме покасно запишаа у нижото музичко. Трето ги пишува. Да, а јас закаснав годинка 2 и некои со протекција тамо, нели клавир, немаше армоника тугај. И татко ми имаше желба, значи кој дојдов кај Стево и Кесма, да си продолжам. Што се тука случи? Ја одев, запишаа ми мене у Београд, али тоа беше многу кратко. Ради тоа што они има некако, не знам, интересна е таа нивна ситуација, школата на Стево и Есма, ние одевме од 5 до 8, јас учев таму Ѓорđe Крстич, сеќавам си тогава бевме и школото да го видам. Има неков договор пази, ние секој втор ден, трет ден ние бевме на концерти. Да, не бевме уопште, распродадени они. И некако беше и тоа средено со државата, да не ослободуват, и значи кога сме ние у Београд, одевме на редовна настава. Додека таа проблематика се јави со нижото музичко школа, они не дозволуваа. Што сакам да објаснам и да кажам? Па да, они нижи школото Па не смета можеше како тука, тоа. значи... Абе, братче, ја оди да свирам виолина. Па Глушец не се задржава у Влашкото мало јако свири. Толку бе да ти кажам талентиран за свирење, само чеках 12 сато да помине да седнам тоа гудалото да вежбам и да кинам ја таа тенката жица, а имаше само книжарата, имаше македонска. Тоа е таа. Немаш љубов, ама гледаш ти си имал љубов. Најважното, едно од најважните работи и љубов, труд и работа. И, значи, тука, знам у некоја ситуација, татко ми ќе се јавеше, нели, и ние немавме ни телефон, тога јас се сеќавам. Комшии ни беа, па на Тони, Ванчо ли како е, мислам, Чичо му на Тони, знам.
Како дете ја сеќавам си на Тонина бабу, баба Павлина, и значи они ќе ги викнеа татко ми и мајка ми, ако јас од Београд или Стево се јават, и тоа на беше нивниот многу телефон. интересно, па на нивото, ајде кај комшиите и Па сакам или кажам, преку поштата, да имаш се и нели слушнеме. поштата, имаш и... И татко ми, знаем, сеќавам се многу пати, вика, одеш ли на музичко? И ја тука бев, да ти кажам, искрено принуден да го лажам. И викам, одам, тато, аха. И како е, добро ли, кој ти предава клавир, и ја како дете, што да ти кажам, Не за знаеш да добро, лажеш. па не, лажев, А, ради оти он ќе избумнеше, значи он ќе дојдеш оно за веро ти Аме ќе... знам го ја, Си беше Боско, него. ти не ми го кажи. И таа беше главната проблематика кој након тие 2 години, 2,5, Стево, како Стево си беше премногу принципијален и Штета што такви луѓе нема сега. кане го татко ми на гости ден-два, а сеќавам се татко ми беше со мојата сестра, со Евгенија Помалецката, и еден договор, чиско слабшо да ти кажам, составен може од 20 страни кусор. Да подпиши. Да подпише. Тука беше, што да ти кажам, да паднеш у несвес. А татко ми беше свесен дека такво нешто Стево ќе му Ќе му понуди. понуди. И знае дека ја имав тотално поштовање и страв од Стево и од Есма и вика, слушај на работа, шо и како е, ово е многу интересно, ќе се случи, ако ти вика сакаш да останеш, Сони. ќе ми ама вика, ќе ти прочитам ја дел од договорот и убаво ќе ти нагласам, да видиш шо сакат, шо тражат. Што можеш да даеш? Да. И вика, а ако ти вика пиде проблеми и тешко е, само ме вика под ногата, гази и нагазни ме неколку пати дека сакаш да си одиш. И стварно беше тоа интересно, ја не смеев да кажам дали сакам да си одам. А сакаш да си доеш реално. Па гледај, па нами тешко една работа, значи што тоа сакав сега да го спомнам. Значи кога он почна да чита дека од тие години, викам ти, Стево си имаше своји концепти своји принципи, на работа. своји принципи на работа. Јас до денеска може само да кажам дека го поддржувам сето тоа од негова гледна точка. Ама сепак па татко ми како родител, нели, ја како дете, да немаше право, Да, ќе нели, бидеш многу врзан кај се, да, превише беа тие многу големи, да кажам понашки, залци за да ги После 2,5 Кад години, беше? значи после 2,5 години ти се враќаш у Кочани. Враќам се, да, продолжувам се со нижото музичко школо, завршувам и после тоа нормално. Која година Средно школа, прво ме интересира пред да се прачам 84-та јас се враќам тука. за овај Dream Team што го формирате, еден од основачите си Dream Team е веќе после тоа, значи јас Не Dream Team, ме интересира со кој така највеќе си сакал да свириш наши познати армоникаши у Македонија. па добро, у тоа време ми беа идоли Кочо Петушки кој е еден од легендарните наши, исто тука веќе ние сме разлика у генерација некои 10 години, предпоставам, со Милан Завков. Значи Миле Јове Кекеновски, значи Кеновски. беше исто, да, и со Јове ние веќе се знаевме, уште у Сокобања кога почнавме да одеме. Јове е доста постар од мене, он беше у сениорска конкуренција, газеше и беше одличен армоникаш и неколку години, дали 3-4 години, да не грешам, Јове беше само вице шампион, втора хармоника, втора, никако прво место да не успеа да ми, значи, они ми беа сепак на мене Саше, кој беше, идоли. додека беше млад. Сега гледам те се правеше ора. Многу там. Сега беше скоро на еден твој, бе прочитал на еден твој колега починат сега, беше му посветил една песна ти сега, ако не се лажам. Не ми текнува точно за... Па некој си напишал сега за него, имаше, скоро бе прочитал негде. И ме интересира ората сега ги правиш понапред. Која песна ти е бил така омилена? Како дете кој си ја свирал? Како мал, значи пак спомнав го преска тоа, значи како мал тие ми беа ајде да бегаме у Риваса, лажи, вере. После тука у тој контекст знам дека нели добро македонско девојче, ајде. Па тука веќе едно мало е момент. Значи тоа се песни од моето детство, што до ден денеска кога ќе ја начнем оваа тема, значи ја Малку или се сестра, ежиш. да, сестра Ежиш. кани брата на вечера. Па како мал да кажеме, Да, те чекам, па бе. да, те па чекам. Кира и Джиче, јабан Джиче, па тие на татко ми, па други некои. Да, војко ми, на мајка ми брат војко ми, Боро Шапо, на Ацо Мртви и на Лјупчо татко Да, им и на Гордана. Он е бил своевремено
после тамо негде 50-те години, кои се Васка Илиева, Анка Гиева, кои се пејале, овие речиво добри, не добри ставрески, Па и добро, да, и не ставрески, Маншки Бадев, Сариевски, кои се били, он ги са правили концерти, он е бил нешто као менаджер на ни. Он има некои траки негови снимано, многу баво пееше Бойкоми, има некои траки има снимано на радио-телевизија Скопје, на радио Скопје. На радио Скопје, да. Има ги на тие фотурашти, има ги снимано, ние сега да ги добиеме, не можеме да ги даде. Он имаше сестра кани брата на вечера и Фато Мори Душманки. Он на Фато Мори Душманки, ако ќе се фрлеше на чаша, ако ќе фрле тоа масата, се што има тамо. Многу, а па татко му на него, стариот дедо ми Ангел, оти ние сме си многу по песните, по тие македонските, он па Дейгиди, млади години, летовте години. Значи, пази, тоа са песни, значи, едноставно, малко е да кажеш дека се убави, значи, тоа некој што ќе му го дирне срцето, значи, едноставно тоа ќе те распара. Тоа са такви песни, значи, те викам на оваа тема, кога правиме муабет, тие са песни, едноставно, нема збор да се опише колку вредат, колку погаѓат и колку се добри. И колку се дел од нас, а и дело и од моето детство, па и до ден денеска. Тие ги свириш. Сега се гледате повеќе на ора си ориентират. И ора инструментални ај вака сега. Значи, минаме ја Сокобања, минаме го Стево. После тоа следува, значи, јас врна се ти туку у Канада, значи веќе, заминувам 92 година. Брат ти е таму уште у Канада? Не, брат му на Давид е таму. Брат му Давид, Синти е таму. Боце е таму, он веќе 5-6 години е таму, доваѓа се само на гости. Добро. И ти шо у Канада? Канада ли? Па ја имав понуда таму од еден македонски ресторан, македонска градина. Едни прекрасни газди, од кои газдата веќе мислам газдарицата Марија, они се потекло, дали се точно од Битола или не, знам дека се од тај крај. До ден денеска со неа пишеме и комуницираме. Луѓето беа прекрасни. Она е... Колку време беше у Канада ти? 2 години бев. Тога и свирев кај ни. И си пара направилото, си ја направило парата. 92 и тука Боце, значи 93-та Боце се раѓа таму. И после тоа се повлекувам па у Кочино, Македонија. Тука е веќе формирањето на отприлика Dream Team 95-6, тука веќе 96 одеме со мојот кум, со Киро Ѓаволо, со Гоце Арнодов, Маријана Мишева, правиме еден добар состав со Виолета Вики Филипова од Кочани и покоен Али Латифов, трубачот. И тука веќе ние одеме на една одлична турнеја у Австралија. Значи, тука некаде се... Киро ли беше за Австралија? Да. Гевулјата гледаш. Па, преко еден негов добар пријател, ја мислам, Коле, преко него бев, он ни беше менаџер. Турнејата беше моја прва турнеја, да кажам, нели, од тој тип, од тој калибар, значи со едни од најголемите звезди на македонското поднебје, со Гоце Арнодов и така натаму. И тука го формираме, сега да кажам, и Dream Team полека, со Маријан Коцев, они себе, мислам, беа, мислам, и ја бев млад, они се разлика можеби од мене 3-4 години. Брат му на Маријан Коцев, тука со него веќе полека го правиме тој состав. Знаеш, сега ме подсети за Киро Ѓаволо, кум ти викаш Киро Ѓаволо. Да, Кици. Колку сте биле, значи, способни тоа армоникашите, тие каков кен сте имали. Сега ќе ти кажеме на анегдота, ако теб те прашам, врнаме на Киро ми е братучет на мене. Правиме на интервју со Перс за гимнастика. Вика, свиреме у Пинки. Одеме на надпревар у салата Пинки у Белград, човек. И вика, завршува гимнастика, да тераме го пред пладнето, кажуват ни дека државно првенство, дека задолжително поручоко мора да имаме ритмичка гимнастика. Ние, вика, голтари од Кочани, сиромаштија. Нямаме кастофон, вика ние. Словенците дека кастофон донеселе вежбат на него. Вика му ја на Киро, а Киро дојде да не гледа, вика, Ѓаволот, нели па Јоцо Ѓаволот, татко му беше по гимнастика, тоа е еден од основоположниците. Кажувал ми. И вика, абе, Киро, дај ме најди ти студент тука, најди некој магнетофонче. Тоа не си нешто, ќе свиреме таму, вика, ќе пуштиме, ние ќе вежбаме. Ние можеме да извежбаме,
Ако не сме готова работили, ама отдеднъж ни кажа, дека мора и ритмичка гимнастика се извежба. И он вика, не си кира, ќе донесам. И тети го Киро вика, поручоко, доваѓа, носе армониката со него. А он армониката на Шубеор. Ти он викам, шо бе армоника таму? Ти да не се секираш. Ти седи, гледај да видиш кочанец армоникаш шо може да направи. Што може да направи? Седна си вика на еден стол, на лепом плавом Дунаву, кој ја засвире, он длит, ми ја вежбаме, вика. Тие работи му лежа. На мен вика, веруваш ли цела сала, и публика, и гимнастичари стоја, аплодират му на Киро, он свире, ние вежбаме. Какви сте таленти били, бе? Поготово овакви случаи, значи, многу наврди со колеги кои сме правили мобет, значи, кој идеме од тука на тие простори, кој стапнеме, стварно неко посебно беше, неко ни се дивеа, да ти кажам, нели... Немате ли некој случај во Австралија што ви се десила така? Или тука, да кажем, или на Балкан, или поготово у Србија, кој ќе одевме, значи, неко... Нешто што ти останало упечаток. Има, да ти кажам, да не кажам милион такви случаи. Ако некој да се насмееме, така да онадеме. Има анекдоти, еден куп, него... Ај ке спомнам, имаше одеме на турнеја на Швајцарија или Германија, тога е Франција, врзавме, имавме некои 3-4 добри ангажмани, а екипата со Dream Team и со Маријан Коцев. Искјавам се, Маријан со една вектра, неко најголема ни беше за да се обере ствари од неја и тргнавме на натаму до Загреб, сеќавам се, времето не послужи, беше одлично го лелечко, славчко, натаму шо ни се деси. Одека некој снег падна тука веќе на кај Алпите, кај чуваме се, страшна работа. Шо се случи на Маријан, бришачите откажаа. Така. Не работат. Леле тука, а јас се кјавам, знаеш шо, Давид случајно му опуштив, имам кај мене една документација со видео, аудио и баш случајно кој беше позади, ја имам и видео од таа случка. Шо се случува? Прозор у левиот тука, джамо не му се отвараше. Некако, или па не се затвараше. Знам дека еден требаше, кој ќе дојде време да забришеме малку шофиш, а не може да гледаме, може да воземе, а лаземе 3-40. И Маријан вика, сега и шо се прави, дали се кјавам... Да, не, он беше позади мене, ја напред возам. А десна сувозач, дали ми беше чуле пејачо? И вика, некој го стиска тоа думенцето за стаклото, и викам ти, и тоа не реагираше добро. Маријан од мене позади, отвара се, ја најдам некаде дека може да гледам на напред, Маријан со раката преко мене брише и после тоа повлекува се назад, дали Дејан стиска го дугмето и Маријан го бута стаклото, ово рече го да го затвори. А тоа беа живи циркуси. А сеќавам се, десниот прозор исто и он заглави. По едно време, за да го затворе, а Марија му вика, чуле, не го отвари десниот прозор. Случајно нешто ли, знаеш тоа механички да го отворе, да фрле нешто. Отвори го, лели човечи се, не може да го затвореме. После овие циркуси, сега да кажам, ко испомрзнаме. Значи, тоа мајко Моремил беше. Него сега да кажам, овај десниот прозор, кој не можеме да го затвориме и неко мораме да застанеме. Ама не може да застанеш ома на автопат. Неко минаа 2-3 минути со отворен прозор. Абе, крв камен. И сакам да ти кажам што беше интересно. После тоа, вика другари, де вика да ве прашам, ко остана, вика джама, вика наполовина отворен, шо ви вика дојде, вика прво у главата, да мислам. И ја викам, на мене шо ми прво иде, викам, дека имам капа и дека ми е капата. Дали ми е позади, дали до мене да си е става на главата. Сега ти кажам, сите прво помислие на кој без палто, кој со палто, да се паргјавиш, а ти кажам, значи такви случаи имаме милиарда, да кажам, до Значи, со овие Dream Team почнуваш 95-6-та не. 95-6-та сега тука. Која идејата, како ви идејата дојде да го формирате тоа, бидејќи бете доста популарна група кај нас, а сега веќе не сте заедно? Па, сега тоа, да не кажам сега, може би тој... Не, како дојде идејата, ти знам, ти си еден од твоите идејните творци. Значи, тога беме ние со Маријан Коцев и со брат му, со Коки, со Никола Коцев, трубачот. И мислам дека сепак, како основачи ние, значи, тоа е било сигурно, мислам, може би заедничка наша идеја, или поточно на мене и на брат му на Маријан. И така се, значи, формираме, така се... И натаму фестивали, работи лево, десно, ангажмани, и мислам, да, постигнавме доста
Функциониравме добро, значи. Ајде, Сашко, свири. Ајде Сашко свири е доста пред тоа. На тебе ли е посветено? На мене, да. Ајде Сашко свири ќе се навратиме па на нас. Значи она е веќе 92-3 година. Добро. Снимена за прв пат значи у Торонто, у Канада. Добро. Таа е по мелодија, искам ќе ти кажам, Кој ја напишал таа? Или не се текстот е, текстот е значи на лицето што беше со мене тогава у Канада, што свиравме заедно. Добро. Владо Јарков, значи он е од Струмица, он, значи ко бевме у таа македонска градина, кај газите битолчани што исполнав Марија и Димче, тука веќе со Владо беше идејата ајде Сашко свири. Но сакам да кажам дека таа мелодија ја у тоа време бев ја слушнал и имаше една песна за Ферус. Се мислам дека за Ферус Мустафов и значи на ромски беше Башал Прала Ферус. Истата мелодија таа ние ја зимаме и правиме текст за ајде Сашко свири. А мелодијата е иста? Ја дури Со мали измени. Не, песната е иста, ама до ден денеска ја не знам поима, неам у замп еднаш за авторски права си овав. Викам луѓе, дајте кажете ми, значи јас може да пријавам нели за авторски права како аранжман мој, но мелодијата треба да напиша, викам на кој се води. Ја мислам дека до ден денеска на никој не. Чива е песната која мада е авторска, не може да не е. Сепак тоа збориме за некоја не староградска песна без автор. Но сам да кажам, ти си 90-та победило у Сокобања, 92-та песна веќе ти си. Веќе песна за мене, да. Ете така некој сега дали е било случајно, дали е спонтано, важно, таа песна е значи па и беше голем хит тогаш, значи јас сеќавам ние со Владо у една прилика сега ќе спомнам една интересна случка. Доваѓа Владко Соколов. Добро. На борба таму во Торонто и прв пат се запознаваме. Влачето, мислам, татко ми кажа, вика ако ја не се лажам, добро, сега треба ти подобро да памтиш, Шабан Сиди, мислам, беше на борачите изјава дали како селектор или главен, знам дека тога и прв пат го запознав и они ни беа, точно на музика беа дојделе, и Владко, и што ми беше поентата? Преко Владко Соколов ние праќаме на аеродромот Торонто некои си 100-200 плакати. Толку тежеа што напуниме еден куфер, трујца до колата, едва и го откаравме. А нели знам и дека дока и 35 кила и тога и 40. Одредено килажа. Сега е многу помалку. Леле кога ставија Чикославчо тај куфер со тие плакати, Шабан, знамо, таму се дере, каснат веќе да улегнат на терминал. Владко нас не чека, ние го куферот мереме, Владко да го укарат, нели да го донесе, да ги донесе плакатите укочени. Корече, ја некои 90 кила куферо, ја ново овако го видео, аз се уплаши. Леле куферо насад, отварај, плакати, разфарламе по цел аеродром, да ведеме до 40 кила колку плакати Владко може да донесе навам. Абе, што да ти кажам, циркус овај. Ја, он не ми го кажал, гледа што, забравило го е тоа да го каже, ама ќе каже Владчето. Абе, тоа беше за си стварно циркус овој, Владчето и навам првите плакати преко него стигнаа. Ајде Сашко свири тука на време и првите плакати, значи он ни ги донесе и првите касети. Касети беа тугај, ние со Владко снимавме цел материјал и мои авторски песни. Јас се веќе како автор на мои песни јавувам веќе на моја, како би дојдел, 21 годишна возраст. 92-3 веќе ние издаваме. Значи, ДСС се ми убаво објасни, турнеи си правил, ово си правил. Дека имаш највеќе, не ме интересира вредноста, висината. Шо највеќе ти си од турнеја, од која си турнеја највеќе сте профитирале, така ако? Мислам, дека сте најдобро биле платени. Сега ти кажам, имавме... Не е битна сумата, Не, сумата не е битна, може да, него тука е може да ставам од некоја турнеја од Австралија и исто меѓу може да издвојам меѓу последните турнеи, а тоа е веќе попресно зборам над 2010 година, кој веќе со поранешниот состав веќе одевме у Америка неколку пати. Се интересно е ово, ќе ти кажам искрено, може би не сума од цела турнеја, него имало е доста меѓу колегите музичари кои седнеме да ме вика од една свирка колку си земал највеќе. Тоа беше дека еден интересен податок,
Значи, пази, сега Не, збориме зборуваме коите на турнеја, нели? Обично турнејата ви заврши и после ве поканат у некој македонски клуб да свирите нешто. Дали тие се, мислам, така широко гради, дали сакат да фрлат некој динар македонците да онаат тами. Не викам дека не фрлат, фрлат и дават И не е битно на тоа. Мислам, издвојуваат се тука неколку свирки, али сега меѓу нас, знаеш, колеги, дека викаме, значи, дека е, вика, најдобро, нели, за на турнеја да се настапи. Значи, јас пак ќе кажам, Австралија може би е некако подсвесно подреден број еден збором од финансиска гледна точка, но сепак и Америка не е за подценување. Додека сега да не испаде да кажам некоја една лоша информација, ама и ќе ја спомнам, благо ќе ја кажам, за разлика од диаспората, зборам преко океански, кај што поминувавме многу добро, да не ми се налудат и навредат, имаме многу блиски наши луѓе, ама овие малку нашите европјани, некој како да ми се на последно ниво. Сега види, не е тоа стрикно дека е точно така, пази, секаде е различно. Може оние се гледа, Австралија е многу далеко. Секаде, па да. Може да е... Самата далечина си го праве своето. Америка исто е многу далеко, тука европјаните, они имат може секојдневни контакти. И може, не, ово мислам се поклопува доста и мислам убаво кажат и тоа, дека може би расположението, пошто сепак од европските наши земји, значи некој у теку на годината може би доваѓа по 15-20 пати. И што викаш, може од на тај остров музиката да не те толку трогне за, да кажем, ајде, нели ќе се понапиеш, ќе оставиш некој динар и така натаму. Додека веќе диаспората е друг филм, што викаш. Има луѓе, може има по 20 години не се доваѓале и ради тоа може би што викат дирнеме песната и сме поминувале добро. За тоа сакам да спомнам. Имах еден другар, он така правеше. Така, јас сум сега малку попуничук, да он беше попуничук тај период од мене, ја бе многу слаб. И он кога чуеше некоја добра музика, вика, леле, тука ме пресече. Он вика, ќе се помаче да ме пресече, вика таму, додека ме обиколе. Ама важно пресече ме, вика, музиката таму. Австралија, кажа, Америка, Европа. Тие три континенти им свирна. Ќе спомнам и... Азија. Имаш свирна? Азија, да, ќе спомнам со еден од светските, најголеми светски фестивали, зборам на ромите. Добро. На кој, значи, ја имав учество и удел, кој бев уште кај Стево и кај Есма. Ние бевме у Индија. Добро. Нью Делхи, Бомбај и така натаму. Па и наставо, да, може и у книгата да ти има да сликој слики. Ја имам ја така. И тоа исто така да ти кажам, еден тотално како да ти кажам, успех и настан кој не може да беа се прави протагонисти на македонштината. Многу ценени беа. И наставо пред Индира Ганди тогаш. Памтам уште како дете, значи ние бевме у палатата на тогашен председател на Индија беше Заил Синг. И се уште ми е името како председател, додека нели Индира Ганди беше премиер. И значи ние бевме знаем си кој Есма и Стево, значи нивниот успех покрај нив и ние како членови ансамбло. Јас се сеќавам, Чичко Славчо, до палатата додека ние дојдовме до дека што беше неговиот пресуд, дека ние требаше концерт од некој половин сат да настапиме да дадеме. Тука имаше, да ти кажам, искрено, како дете се сеќавам, скенер или од кој вид, од што јас знам, нас не тресеа 2 сата, додека стигнеме со опрема да се наместиме, да улегнеме и да настапиме половин сат пред тогашниот председател на Индија. Предпазливост бил тоа, гледаш? Филм. Буквално филм. Филм буквално, ама они си ги имат тие принципи, значи, не у Јужна Америка немаш свирено нигде. Јужна Америка не сум бил. Не си бил, Африка никако не си бил. Африка беме у Хургада на одмор. Добро, но там са Ајкул. Ама ќе ти кажем една, не, Ајкул немаше тогај, за среќа. Улаваме таму у Хургада у еден трговски центар и нели имаше таму овие беа не одведеле на плошетка. И ово мора да ти го кажам, добро што ми подсти. И купуваме некои работи, ајде нешто, нати го, дај ми го. Леле, гледам тука 2-3 тарабуки, ко подбераме дачка. Викаме дај, ко шаф, и пази,
А сестра ми или кој и Лидија беаме снимали ми од тоа една снимка, леле собраа се, и некој жва, ти, you are good, викам, и Лидија вика, јас и знам да си вика, свирам. оние вика армоникаш, вика, ама друга, така ли, викам ти собрав ги, пази, сега у Африка или у Арабија, сега тарабука да чукаш тамо, тоа ти како инструментни. Сакам да ти кажам, значи да се осмелеш да чукаш. Посебно тамо негде Тунис, Египет, тие се мислам тие они се родени за тарабука. Сакам да ти кажам, интересно е, знаеш, у тие земји ја тарабука си чукам, ама викам да се образи. Ако тоа си гледаш, дарбата си е дарба. Дарба си дарба. Само ти кажам дека ги разиграфи тамо. Збориме за оркестар Сашо Велков. Почнаме. Врнаме се на порадничка. Сокобања. Дојдоме Стевото Досиевски. Сега дојдоме нешто со Dream Team дека свирело шо како. За крај. За крај, приоритет е тоа. Значи, ново создадениот состав под мое раководство, под наслов и име на оркестар Сашко Велков. Би рекол, значи, дека тука веќе ќе се задржаме и ќе треба да го остварам тоа што до сега, да кажеме, не сум го направил со претходната група. А тоа е, значи, ќе бидам директен и ќе кажам, значи, овај пат ќе го направам тоа што лично јас мислам дека треба да се направи. Значи, у претходната група имавме поделено, да кажеме. Кој шо? Кој шо како е. Точно дека на крајот малку работите се разнишаа. Добро, шко се нешто распадне, значи знаат се причината и ја неке да те прашав и ја. Да кажам, може и не е многу важно, но од човечка гледна точка може само да кажам една работа. Да не ја изоставам, да не бидам толку скромен. Не е добро, можеби некој пат, некој од помладите, кој ќе заземе малку поголем чекор и кој ќе преде една, ја така викам, една граница или левел кај што не треба да го преде. Тоа се случи таму. Не може да го скријам тоа. Затоа вика може и не е битно, али сакам да ја те прочитав тога на Фејсбуку, така го беше сте поради недоразбирање со еден колега. Така беше. Сега не сака ја да улава. И сега што е како е, значи, зборам, значи, за оваа група. Што ти е приоритет сега на тебе со групата? Приоритет ми е, значи, да си заземеме позиција и местоположба таму кај што заслужуваме. Кај што јас заслужувам, нормално со мене, значи и Давид и останатите членови од кои имат 100% на моја поддршка. Они ние комуницираме секој ден и проби. Децата ме видеа кој сум ја и шо сум. Извини така. Со оваа група до година во време ќе имаш една година искуство веќе со овие дечките, ќе се види што. Да размислиш така еден концерт да направиш у Кочани со оваа група. У Кочани ми е желбата. Без проблем. Тоа сакам што знаеш зашо ми е желбата? Кажи ми. На мене ми е желбата, јас зашо те викна тука. Кажати, ти си амбасадоро на Кочани, за мене за еден од амбасадорите музички на Кочани. Ја многу почитувам кочански личности. Јас сум заљубен у Кочани у градот, посебно вас што напредувате. Имам луѓе од спортот, имам луѓе од музиката, имам луѓе од културата, што сакам да ми видат гости. Ти си памтиш жртва си за такви луѓе. Знам и го осеќам тоа и го знам дека е така. И го чувствувам дека е така тоа. И ти викам, значи, овај пат да не бидам, значи, погрешно разбран. Не е дека овај пат, значи, ќе работиме точно по терк, како што ја ќе кажам. Не, морам да се никој пат тоа не сум помислил и нема да го изговорам така. Како што сега бев директно го кажав. Јас секој пат барам мислење од сите членови, значи многу ми е важно тоа. И значи ќе ми даеш ти твоја мислење, да, ќе ми даеш, јас да кажеме, нели, ќе значи ќе ги сублимираш, ќе ги сублимираш тоа. Ќе видам што е најдобро, што не. Значи не викам јас дека ќе бидам секој пат управо, нели. Додека претходно не беше така, претходно испаднаа некои работи, дека во некои ситуации, знаеш, и мало е може ситуација, пази, може би не е било така, може би јас сум имал некоја друга слика, али сепак сум чувствувал дека е така, дека едноставно си, чекај бе, како некаде доле. Пази, ја не патам од комплекс, искам да бидам, ти признаеме на работа, кој сум и шо сум. Тебе знаеме се. Бог да чува, ако ја... Знаеме се, па ја... Луѓето може да се измерат. Али види, кога ќе осетиш некоја ситуација дека си малку згазен,
мислам дека не е уред. Па не, гледа ти кажам, не може, ако си Разбира еден се. од основоположниците на нешто, што си го почнал, што благодарение на твоја идеја некој веќе почнува да граде кариера, да Апсолутно сака да така, направи. И многу паметно ти тоа што се тргнал. За мене като и ја ти кажа, тогава ти напишав на Фейсбук, ако се кажеш кој напиша, маестро, ового од тебе очекувах ја многу порано. Да, Ти го тоа напиша дека да. Точно беше дека беше. Да. Ја ќе оставам малку простор, Да. ќе прекинеме, ќе оставам простор малку да те викнам у некоја друга емисија, ама со армониката да доеш. А може и ова сега да малку да изфилувам. Ајде. Може да го викнеш и твоето другарче. Не, другарчето ја мој ќе го викам моето другарче. Ќе си дојдеме со него заедно. Емисија така, мислам, они ги некои кажуваат сега модерно подкастове там, ја многу не се разбирам од тоа. Тоа се син ми го неко режира и еден со еден разговор. Значи не е со повеќе души да бидат разговор. Разбирам, Иначе прифаќам. али ја другарчето моје не си го испуштам, јас сум у контакт со него многу пати, него сакам да ти кажам. Па може да ти кажам, ако доживеам па длабока старост, може ќе направиме некој пат една емисија со Сашо Велков, со Давид Велков и со сино на Давид Велков. Здрави и живи. Каков ќе биде тај оркестар с Здрави, тројца. живи. Тогај ќе направиме со тројците една Трио емисија. бомбастик. Трио бомбастик. Значи, здрав и жив да си. Фала ти. Ќе имаме уште многу пригоди работи да си поприкажеме и од ово сега што го поразговараме има уште многу работи да се Ако на ти малку си ги средеш мислите, ја ти јас ден те викна, Да, не се ако- наде, имаш си работа, знам Прифаќам, дека имаш може. и дечиња што ги подучуваш и многу ми е мило што ги подучуваш да го свират инструментот со кој ти стана популарен, не тарабуката, секо армониката. Ќе ти закажеме на средба натамо, ќе оставиме едно простор, едно пола година, бар нека помине со оваа групата, за да Обавезно, сублимираме здрави, ги живи. резултатите Да, да ги да, радиме. да. Посакам ти многу здравје и на тебе, и на твојата група, и многу успеси. Од И срце ти сакам, од срце, посакувам ти нешто убаво да направите, да се за таа група у Македонија чуе многу скоро. И ќе биде. Фала ти на Благодарам. разговорот, да си ми жив и здрав и гледаме се. Фала на тебе.